Владата во среда на седница ќе ја утврди сумата што ќе се потроши за референдумската кампања, иако вчера истече рокот за министерствата да достават информации за средствата што ги имаат на располагање за кампањата. Досега е познато само колку Министерството за одбрана ќе пренамени за оваа цел. Како што соопшти вчера министерката Радмила Шекеринска, речиси 1 милион евра одбрана ќе стави на располагање за кампањата за предстојниот референдум за договорот меѓу Македонија и Грција. Она што е јасно е дека практично владата не сака да биде главниот актер, заради тоа што собранието е тоа што ја донесе одлуката за референдум и со тоа ќе покажеме дека владата нема политичка или партиска агенда, туку навистина на ова прашање е сконцентрирана на клучниот интерес на Република Македонија. Да не биде изолирана држава, да биде држава со перспективи, да стане членка на НАТО и да ги почне преговорите со Европската унија. Да се разбира дека Министерството за одбрана е едно од тие кои што и највеќе треба да биде заинтересирано за нашиот стратешки приоритет и од нашиот сектор за финансии спративме информација дека на располагање ставаме негдека помалку од 60 милиони денари кои што беа планирани за слични активности, меѓутоа сметаме дека е подобро да ги искористи собранието, а не ние поединечно. Каква ќе биде улогата на опозицијата во однос на референдумот се уште не се знае. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски синоќа во интервју за Алсат телевизија повтори дека позицијата на партијата во врска со референдумот ќе ја изнесе по сеопфатна консултација со граѓаните и внатрепартиските консултации кои се одвиваат паралелно и дека сите опции се отворени. Дуи пак денеска ја повика дијаспората да излезе на референдум. Партијата на Али Ахмети преку соопштение апелира до дијаспората да го искористи правото на глас, регистрирајќи се да стане дел на изградбата на заедничкиот сон за целосно интегрирана Македонија во ЕУ и НАТО. Сите оние кои нема да се пријават да гласаат во дијаспората, да дојдат и да го остварат своето право на глас во Македонија на 30 септември, повикуваат од Дуи. Во текот на следната недела се очекува да бидат соопштени информации за тоа дали и како пратениците ќе учествуваат во јавната пропаганда за референдумот, но и тоа дали собранието како овластен предлагач со своји представници ќе наблюдува работата на изборните органи што ќе го спроведуваат референдумот на 30 септември.